Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. А јас денес ќе говорам за мојот шаховски идол, за третиот поред во историјата на шахот, светски шампион, големиот и би рекол генијалниот Раул Хозе Капабланка. Кога бев момче на 13 години, имав среќа да веќе не се сеќавам каде, но да ја купам книгата посветена на Раул Хозе Капабланка од рускиот автор Васил Панов. Тоа е една серија на книги за разни големи шахисти, така наречена црна серија, затоа што сите има црна опаковка пред тврдата корица, па така и оваа книга, че што црна корица одамна е била излитана и ја нема веќе со години. Значи, почнав да ја студирам оваа книга и научив многу за шахот. И не само тоа, туку веднаш, практично Капабланка ми стана шаховски идол. Приказната за Капабланка почнува во сончевата Куба. Тој е инаку роден 1888 година. Тоа е всушност една деценија богата со шаховски настани, затоа што токму во таа деценија, во 9-та деценија од 19-тиот век, се случувале бурни шаховски настани. Тажната вест била дека 4 години пред неговото раѓање, поточно во 1884 година, заминува некронисаниот шаховски крал и легендарниот исто така се смета и за него дека бил исклучително талентиран шаховски генија, тој е американскиот велемајстор Пол Морфи, кој што на 46 годишна возраст го напушта овој свет. За 2 години покасно да се случи првиот официјален меч за светски шампион, каде што Вилијам Штајниц ќе успее да го победи Јохан Цукерторт, значи 1886 година, додека 1888 година, како што кажав, се родил големиот, единствениот, би рекол, Раул Хозе Капабланка. Легендите велат дека Капабланка научи шах гледајќи го својот татко како игра со својот пријател од чисто гледање на само 4 годишна возраст. И не само тоа, туку по неколку денови тие играле шах веќе со својот татко и за 3 дена Капабланка редовно го победила. Тоа го поттикнало неговиот татко да го однесе во Хаванскиот шаховски клуб. Да кажеме дека во Куба имало бурна шаховска активност тие децении, би рекол, последните неколку децении од 19-тиот век, таму и Морфи давал сеанси во 60-тите години, но во 80-тите години Штајниц 3 пати ќе ја брани титулата токму во Хавана, со кој што шаховски клуб има одлични, би рекол, релации, и ќе ја одбране титулата 2 пати со Чигори и еднаш со Гунсберг. Со Гунсберг 1890-та, а посебно интересен меч ќе биде тој кој што бил во многу изедначен меч со рускиот маестро Чигорин 1892 година, кога Штајниц ќе победи со една разлика. И токму тој меч ќе го привлече првото внимание на Капабланка, кој што иако бил мал, можел да слуша по улиците на Хавана за тој меч за кој што се говорило со години. Но она што ќе го импресионира особено, тоа е посетата на еден друг легендарен американски шахист, тоа е Лари Пилсбери, американскиот шахист кој што исто така прерано ќе замине само неколку години подоцна, кога 1909 година ќе одигра симултанка на слепо. Пилсбери бил познат по тоа што рушал рекорди во игра на слепо. 1909 година во Хаванскиот шаховски клуб тој ќе игра 16 партии
на слепо. Велат дека играле неколку партии дама на слепо, а освен тоа играл и вист игра на карти. Како и да е, Капабланка почнала редовно да оди во Хаванскиот шаховски клуб и многу брзо напредувал. Тој вели дека 3 месеци од кога почнала редовно да оди, а претходно одел само за викендите, односно само во недела, дека добил сила на тогашна прва категорија. Добрите гласови, значи гласовите за малото чудо од дете, малиот вундеркинд, нели, брзо ќе се рачуат и победувајќи ги сите во клубот ќе биде организиран меч победи Капабланка, малиот 12 годишен Капабланка и шампионот на Куба Хуан Костро. Тој меч Капабланка ќе успее да го победи, да го добие, резултативно 4-3 во победи и печесреми партии. И една од тие партии ќе покажеме и на во денешниот одел, каде што ќе погледаме денес 2 партии од богатото, непроценливо творештво на Раунко за Капабланка. Потоа, во 1904 година, родителите ќе го испредат Капабланка да учи англиски јазик во Америка, во Соединените Американски држави, во Њу Јорк, и за да се подготвила за своите студии. Капабланка бил исклучително талентиран, не само за јазици. Првите 2 години на факултет тој ги поминува со одличен успех, но не сака да се задржи, да стане електротехнички инженер, туку сака да игра шах. Сватил дека шахот е нешто најмногу го привлекува, каде што најдобро може би себе си да се пројави како личност, каде што ќе има најмногу успех. И се разбира дека неговата одлука била одлична. 1906 година во Манхетенскиот шаховски клуб, кој што ќе биде практично неговиот втор дом и неговиот примарен клуб шаховски, кој што ќе го посетува се до својата смрт, а дури дента, кога последен пат ќе биде 42 година на февруарска вечер таму, од каде што ќе заврши во болница и каде што истата ноќ ќе го заврши својот кус живот од 53 години. Значи, се организира брзопотезен турнир на кој што учествува и актуелниот светски шампион Ласкер, Емануел Ласкер. Не знам точно Ласкер од колку загубил меч кој што се играл на отпаѓање, но Капабланка го освоил тој брзопотезен турнир. Некоја година покасно, кога Капабланка ќе оди во Европа и прво ќе постигне сензационален успех на турнирот во Сан Себастијан, а 2 години покасно и во Санкт Петерсбург во Русија, каде што ќе се запознае со Алјехин, неговиот наследник на шаховската круна, Александар Алјехин, ќе каже дека никогаш во животот нема видено шахист кој што има таква москавична брзина на својата мисла, такво брзо сознавање, сваќање на целата суштина на позицијата и таков рефлекс, и дека нема видено играч кој што толку брзо и добро, силно игра брзопотезен шах. Тоа Капабланка ќе го докаже многу пати повеќе и во Русија, особено каде што секогаш имало многу силни шахисти, давајќи им на мајсторските кандидати фора 1:5, на кој што убедливо победувал. Но да се вратиме ние на нашата приказна назад во Соединетите Американски држави, каде што по тој резултат на тој брзопотезен турнир во Манхетен, во Њу Јорк, Капабланка оди на турнеја низ Соединетите Американски држави, каде што ќе игра безмалку 700 партии на разни сеанси на едновременна игра, односно симултанки, и каде што ќе загуби само 14 партии со 18 реми. Можете да замислите колку е таа цифра на негови победи. Тоа му носи голема слава во Америка и се наоѓаат љубители, организатори кои што сакаат да го проверат младиот талент, огромниот талент на кубанскиот маестро
Капабланка, кој што тогаш не бил маестро, нели, но ќе се покаже дека е тоа маестро par excellence во мечот со најдобриот американски шахист, со велемајсторот Френк Маршал, кој што, патем речено, тогаш бил бројуван во првите 10 на најсилни шахисти на светот. Шахист кој што губел во своите мечеви со светскиот шампион Ласкер и со Зигбер Тараш, но тие биле број 1 и број 2 тогаш во светскиот шах. Веројатно дека Маршал смета дека ќе има лесна задача со младиот и неопитен Капабланка. Иако многу попровиден бил актуелниот светски шампион Ласкер, кој што сметал дека Капабланка ќе го добие тој меч. Мечот бил игран во повеќе градови во Соединетите Американски држави, а бил договорен во 8 победи, на 8 победи не сметајќи ги партиите што ќе завршат реми. Капабланка убедливо го добива мечот со 8-1 во победи. Значи загубил само една партија во 23, колку што требал целиот меч. Значи има доста реми партии, но Капабланка во тој меч, својот прв меч, практично со силен играч, со играч од светска класа, успева да го добие со таков резултат. Една партија од партиите во тој меч исто така ќе има место во нашиот шаховски коментар, во нашата емисија Шах со Љубиша Андоновски. И би рекол дека тоа е првата фаза практично на младиот Капабланка. Веќе 1911 година тој ќе отиде во Европа како Морфи 50 на години предходно и ќе освои и Европа со своето шаховско умење. Но за тоа нешто повеќе во следната емисија. Сега би предложил да одиме на демонстрацијната табла, односно на шахот, и да ги видиме тие две прекрасни творечки остварувања на Капабланка, при тоа првата партија играјќи со шампионот на Куба на само 13 годишна возраст, а вториот меч 1909 година, значи одигран на 21 годишна возраст против еден од најсилните играчи во тоа време и најсилниот американски шахист Френк Маршал. Значи ќе почнеме со мечот каде што Капабланка, младиот Капабланка, 13 годишниот или 12 годишниот игра со Корзо Хуан, најсилниот шахист во Куба, значи шаховскиот шампион на Куба. И во оваа партија, која што е 8 во мечот, која што се играла во Хавана, Капабланка игра со црни фигури. Тој се бори против потекот E2, E4 и одговара симетрично E5. Карактеристично е за Капабланка што никогаш не бил силен во теоријата на отварањата. Тој е еден од, да кажем, талентите кои што најмалку практично работел шах. Рече се нема шаховска книга прочитано, иако покасно нели ќе напише 2 шаховски книги, основи на шахот и мојата шаховска кариера, и за таа пригода неговата вдовица ќе каже дека токму тогаш купил шах и тоа точно за радиоемисија, нели? Во негово време се уште немало телевизор. По E4, E5, конј C3, Капабланка игра конј C6, а белиот во дух на кралски гамбит одговара со F4. Капабланка носи на E4, E зема на F4 и по конј F3 игра G5. Тој истата година и во Америка ќе одигра една многу интересна партија каде што неговиот противник Караузек игра D4, значи веднаш го зафаќа центарот, на Капабланка игра ловец G7, па на H4, H6 ја држи низата на кралското крило, а тука Корзо игра веднаш H4, значи веднаш го предизвикува пешакот на G5, кој што оди напред, го напаѓа коњот, конј G5. Значи се чувствува здивот на 19-тиот век, иако е во почетокот на 20-тиот, значи кога гамбитите биле стихија на шахистите кои што
и каде што имале најчесто имале место на шаховските турнири. Значи по коњ G5 е H6, го напаѓаме тој коњ, но тој коњ секако ќе се доаѓа на F7, носи на F7, значи жртва на коњ за побрз развој и да биде црниот крал дерокиран. По коњ F7, кралот мора да го земе тој коњ, крал F7, а белиот игра D4. Игра во центар, иако беше возможно се разбира и ловец C4 шах со темпо. И сега интересно во оваа ситуација Капабланка, кој што не знае теорија, нели, неговиот противник по партијата ќе му каже дека теоретскиот потек тука е D6 теоретски потек. Во тоа време се разбира, но Капабланка со својата природна интуиција игра исто така добар потек, значи дава пешак привремено со D5, тоа е изборот кој што го бира, но затоа го отвара белополниот ловец. Јасно е дека тука факторот време е многу поважно отколку некој пешак. Значи важно е црниот да се консолидира. Ако се консолидира, тогаш неговата материјална предност ќе дојде до израз, доколку не се консолидира, тогаш може да преми мат. Се разбира. По D5 подобра солуција за белиот беше ловец зема на F4, но тој игра е зема на D5. Напаѓајќи го коњот, но Капабланка игра дама E7 шах, значи меѓу потек. Него бега веднаш коњот и му постава прашање на белиот крал. Во една од претходните партии Корсунова место се покрил со ловецот од шахот, ловец E2 и таа партија завршува реми, но во оваа партија верува дека игра посилен потек, крал F2. Но погледнете младиот Капабланка како се справува со оваа позиција. Најпрво, тој не се враќа со коњот назад, туку прво дава шах, уште еден меѓу потек, и на крал G1 коњ D4. Удира коњ D4, затоа што и по контра жртвата на коњ, значи црниот воопшто не е во материјален дефицит, туку материјалот станува еднаков, но белиот крал е слаб. И сега ќе видиме како играта тече понатаму. Значи по коњ зема на D4, дама D4, игра дама C5. Гледате, ја предизвикува белата дама, која што не може да изврши замена на C5, затоа што по ловец C5 белиот крал ќе биде во мат. Нели? И токму тоа го принудува белиот да ја брани својата кралица, а може да ја брани само со потекот коњ E2, нешто следи уште еден одличен потек, а тоа е дама B6. Значи сега има црниот смртоносно застрашување со ловец C5, врзување и белиот би ја загубил дамата. Значи белиот е принуден самиот да земе на B6, но по AB6 повторно таа закана ловец C5 шах и мат. Значи мора да ја покрие белиот диагоналата. Гледате, сите бели потези се форсирано долго време од тука натаму, што ќе каже дека белиот немал добра концепција, правилна концепција, но му служи на чест на младото момче, 12 годишниот Капабланка, што тоа го увидел и што ќе ги игра партиите како современ компјутер, да речеме, да. По коњ D4, ловец C5 со напад на коњот, C3 единствен потек, да го брани со пешак и сега повторно одличен, најсилен потек, топ A4. Значи, напаѓа уште еднаш на D4, сега заканата не е толку ловец зема на D4, колку топ земе на D4, па на CD4, ловец D4, повторно мат. Единствен потек, повторно ловец E2 да направи место за да избега со кралот. Сега ловец зема на D4, C зема на D4, топ D4. Сега можеме да ја оцениме оваа позиција, критична позиција, значи веќе сме на 19-тиот потек на белиот. Тој остана со своите проблеми, топовите не му се поврзани, кралот му е на G1, сосема несмесно, поставен ловецот на C1 не игра, додека црниот останува уште малку да ги развие своите фигури. Што да прави белиот? Нема друго продолжение, освен B3, за да се развие некако, патем и да нападне по долгата диагонала, а црниот Капабланка се развива коњ F6, ловец B2,
напад на топот, топот доаѓа на D2, напаѓајќи ги обата ловци, а белиот нема друго решение освен ловец H5 шах. Гледате, во оваа партија белиот речеси после отворањето, односно по потегот кралев 2, 10-тиот потег, практично мораше да ги игра сите овие изнудени потези. Ловец H5 е единствен потег, шах, за да избега со едниот ловец од двата нападнати нели со темпо. А Капабланка не сека да губи време, тој нему му е сосема јасно дека коњот, топот, ловецот од позадина и двата силни пешаци G и F ќе решат битката против неповрзаните бели топови и ловецот што останува во посет на белиот. Значи тој не губи време да бега со кралот, туку го зима тој ловец на H5, давајќи го топот на хаос. Значи коњ зема на H5, ловец зема на хаосу. Сега јасно е дека црниот има и повеќе од доволна компензација за жртвуваниот мала жртва, нели, квалитет за пешак, но тука е темата практично белиот крал и следува директен, неодбранлив напад. Иако без дами, релативно поедноставна позиција, но тоа е напад на крал, темата е напад на крал без присуство на дами. По ловец H8, одличен потег F3. Гледате. Зашто го дава пешакот на F3 црниот? За да го ослободи силното поле F4 за својот коњ. Значи, топот, коњот, ловецот и G3 пешакот исклучително силен и решаваат борбата во неколку потези. По F3 се разбира мора да земе белиот, G зема на F3 и сега коњ F4. Сега црниот има повеќе закани, но наједноставната закана е ловец H3 и потоа, нели, топ G2 шах, па топ H2 шах и коње 2 мат или топ H1. Другата закана е ловец F5 и ловец D3 со идеја топ G2. Практично нема ниту еден потег добар белиот. Да речеме, доколку игра топ E1, за да илустрираме тоа што пред малку го кажав, топ 1 би следил прво шах, топ G2, крал F1, топ F2, значи го премести топот со темпо од D2 на F2 и по крал G1 ловец H3. Гледате, не може да се земе тој ловец, топ H3, кој H3 шах, крал H1, топ H2 мат, значи тоа е мат во 3, а например на A3 би следил коње 2 шах, одвлекување на топот, кралот нема каде и по топ E2, топ F1. Значи, затоа во таа позиција по коње F4 белиот се обидува уште со ловец E5 да го нападне тој коњ, но добива како одговор топ G2 шах и по крал F1 уште еден шах. Топ F2 сега не може да се врати на G1 заради коње 2 шах и мат, мора на E1, но сега коњот доаѓа на D3, шахира и во следниот потек ја носи фигурата ловецот на E5, а матниот напад останува. И така, една убедлива, брза победа во 26 потези во кралски гамбит со црни фигури. Значи, импресивна победа на 12 годишниот Раул Хозе Капабланка, со кој што во меч против шампионот на Куба, со кој што ќе покаже дека он, иако толку млад, е најсилен шахист на островот. Следнава партија, што има место во нашата емисија, Шах со Љубиша Андоновски, тоа е партијата играна 1909 година, мечот кој што го организира практично Менхетенскиот шаховски клуб во повеќе градови на Америка, помеѓу Капабланка и Френк Маршал, еден од најсилните шахисти на тоа време, значи, каде што по 5 одиграни партии веќе, Капабланка веќе има водство од 2 победи, тој меч се играл во 8 добиени партии и ние сега ќе ја видиме 6-та партија од тој меч. Значи, резултат 2-0 за Капабланка, 6-та партија. Инаку мечот се игра од април до јуни месец, 1909 година, во повеќе градови во Америка. Партијата во која што Капабланка ги води белите фигури започнува со E4, Маршал се брани со E5, коњ F3, коњ C6, ловец B5.
вовед во шпанска партија, а тогаш на почетокот на 20. век, во првата деценија на 20. век, во мода била Штајницовата одбрана, потегот D6. Денес се смета најенергично на ова место D4, веднаш да настапи белиот во центрот, но и потегот кој што го бира Капабланка е солиден и логичен, тој е потегот C3, значи зема прво залет за D4, настап во центарот, а Маршал нестрпливо игра ловец G4. Не следејќи го старото правило на светскиот шампион Емануел Ласкер, кој што советува во својот учебник за шаховската игра, дека прво треба, особено помладите, и да ги развиваат прво коњите, па подоцна ловците, затоа што е јасно дека коњите се сремат во почетокот додат кон центарот, а за ловецот е поделикатно прашањето кај треба да бидат разместени. Да речеме, ловец G4 има повеќе смисла кога веќе е белиот пешак на D4, затоа што така би имал притисок на D4, а по ловец G4, Капабланка, мирно D3, а црниот продолжува со ловец E7, конј BD2, конј F6, мала рокада на белиот и мала рокада на црниот. Топ E1, и во оваа партија ќе го видиме тој познат шпански маневр, така наречен шпански маневр, конј од B1 на D2 и на F1, значи да не се растури хармонијата, сите бели фигури да имаат своје место и навистина тој е естетски впечаток остава во шпанска партија тој маневр на конјот, како треба воопшто да се игра ваков тип на позиција. Значи по топ E1 Маршал игра H6. Тој замислил дека коњот ќе го носи на H7 и полето G5 ќе му биде полет кој што ќе ги трансферира своите фигури. Инаку, денес современите мајстори веројатно дека би одиграле потег во духот на коњ D7. Значи H6 е малку бавен потег. Коњ F1, реакцијата на едниот светски шампион, значи на Капабланка, коњ F1, коњ H7, коњ E3. Гледате, темпо го напаѓа ловецот. Сега после ловец F3, дама F3, белиот се разбира ќе има јасна предност, особено по белите полиња. Затоа игра ловец H5. Капабланка ќе забележи дека ако црниот одиграше F5 наместо да се повлече, тогаш би следела замена на F5, Е зема на F5, ловец F5, коњ зема на F5, топ F5 и сега D4. Гледате, настап во центарот. Таа напнатост на пешаците помеѓу D4 и E5 е во полза на белиот. Сега ако ловец F6 за да држи на E5, тогаш ловец D3, црниот би загубил квалитет, а на ED4, Е зема на D4, ќе следи ловец зема на C6 прво, па по BC6 коњ D4 и белиот ќе остави најмалку пешак, затоа што нападнато е на F5 и на C6 двоен удар, а не може топ C5 заради коњ E6 со двоен напад. Повторно. Значи по коњ E3 црниот го засолнува својот ловец на H5, а белиот добива уште едно темпо со G4, по ловец G6, коњот доаѓа на одличното поле F5. Сега имаме една критична ситуација во раната средишница како црниот да продолжи. Капабланка, а и други автори по него советуваат дека црниот мора да се обиде со замени да си ја олесни својата стесната позиција и послаба, нешто послаба позиција и да игра коњ G5. Коњ G5, на што веројатно би следело D4 со настап во центарот и по коњ F3, дама зема на F3. Сега црниот има две можности, да одигра ловец G5 или да земе на D4. Доколку одигра ловец G5, би следело ловец C6, BC, D5, D5 и сега топ D1, повторно темпо. И сега дали дамата ќе оди на E8 или например на F6, ќе следи ловец зема на G5. Сега на HG5 топ D7 со доминација на белиот потворената линија, а на дама G5, H4, темпо повторно, со напад на дамата и на дама F4, коњ E7 шах, крал H7, дама зема на F4, F4 и F3. Гледате, белиот коњ доминира над затворениот ловец, при тоа белиот ја има и деленијата за своите топови.
По изнуденото H5 може да земе на H5, GH5 и по ловец H5, кралев 2 и со следно топ D7. Со решавачка предност, а доколку по дама зема на F3 црниот одигра подобар потек, имено ED4, тогаш би следвало ловец зема на C6 и по BC6 CD4. Значи белиот има малку подобар центар, подобро присуство во центарот, има силен конј на F5, например на топ B8, B3, белиот ја задржува својата предност, но која што нема да биде во размер на оне кој што ќе се случи во партијата по избраниот потек на Маршал, а тој е потекот H5. Значи тој игра на крилото на кое што е впрочем послаб. Ќе видиме дека тој отвара H линијата, но тоа ќе биде во полза не негова, туку на својот млад противник. По H5 следи H3, HG4, HG4, дури сега ловец G5 се обидува со замена за да ги расклопчи некако фигурите. По ловец G5 белиот едноставно го зема тој ловец со коњот, коњ G5 и по коњ G5 игра едноставно крал G2. Значи кралот прави место за топот од D1 кој што наскоро ќе се премести по H1, а по извесен број потези и другиот топ од A1, нели, ќе биде удвоен, односно ќе му помогне на. Сега белиот игра крал G2, прави место за својот топ да дојде на H линијата, на отворената линија, по која што практично ќе организира матен напад. Ќе видиме колку умешно и точно ќе го изведе тој матен напад Капабланка. Значи по крал G2, D5 се обидува црниот со игра во центарот, американскиот велемајстор Маршал, белиот игра дама E2, правилно, и по топ E8 топот веќе доаѓа на H1. Сега следи една од познатите, така наречени замки, стапици, по кој што бил инаку познат одличниот тактичар Маршал, кој што потем речено бил одличен тактичар, но ништо не можел да направи во овој меч против здравата стратегија на Капабланка. Имено тој игра топ E6 и предлага жртва. 13-тиот поред шаховски шампион нели Гари Каспаров ќе покаже дека белиот практично можеше под наводници да влезе во стапицата која што ја постави Маршал и да одигра точно онака како што Маршал сака, имено да го земе коњот прво на G5 и значи ловец зема на G5 и по дама G5 да одигра ED5 со напад на топот и да дозволи ловец зема на F5. Но идејата е дека по DE6, земајќи го топот, важно е на ловец G4 да одигра точен потек дама E3. Значи, нуди замена на дамите, а црниот практично нема ништо од откриениот шах со ловецот. Нема ловецот каде да открие згодно шах. Освен на H3 на F3, белата дама доаѓа на G3 и да речеме сега ако дама E3 зема, ако ја смени дамата, белиот уште и ќе вметне меѓу потек F7 со добиена завршница, доколку одигра дама G6, би следило дама G3. Гледате, белиот со дамата се одбрани по G линијата и по дама E6, ловец C4 почнува реализација на предноста. Дама G6, топ H4, ловец F5, дама G6, ловец G6, топ од на H1 со мат. Но како и да е, Капабланка веројатно не сакал да се да го отстрани своето внимание од својот генерален план и не ги пресметувал тие варијанти, затоа што неговиот потек од партијата дама E3 е многу логичен, два пати напаѓа на G5, веќе го замислил својот план и веќе видел како јасно како ќе продолжи и како ќе тече играта понатаму. Значи по дама E3 нападнате коњот мора да биде бранет, F6 и сега гледате ловецот на B5 нема работа, тој оди на своето природно поле B3, од каде што ќе врши силен притисок на диагоналата A2 G8, каде што се наоѓа и црниот пешек на D5 и топот на E6 и кралот на G8. Значи црниот мора да превземе мерки да ја затвори диагоналата со помош на коње E7 па на ловец B3 C6, значи на тој начин. А белиот продолжува да ги групира своите сили на кралското крило. Прво дама G3 му прави место на ловецот за да ги поврзе топовите и да ги удвои по H линијата. По дама G3 црниот практично нема многу што да игра,
тој се обидува со А5, но тоа е само уште едно слабење. Белиот никаде не брза, игра А4, коњ F7 и сега ловец Е3. Сега се појавува дополнително заканата ловец C5 со напад на коњот на Е7 кој што нема добри полиња. Од тука уште едно темпо добива со Б6 белиот и веќе е време за удвојување и решавачки матен напад, кој што Капабланка виртуозно ќе го спроведе, почнувајќи со топ Х4. Крал F8, прави место за коњот да ја затвори Х-линијата, топ од на Х1, коњ Г8. Сега белиот игра дама F3. Целта на потегот дама F3 е да нападне уште еднаш на D5. Гледате, сега напаѓа со пешак, со ловец и со дама 3 пати, а црниот брани 2 пати. Со пешакот на C6 и со дамата, значи тој мора да го земе коњот за да може да одбрани на D6. Имено на тоа се разбира одстапка, значи по ловец F5, ге зема на F5, топ D6, ова беше се форсирано. Дамата доаѓа прво на H5, дама H5 и по топа 7 дама G6. И се е се подготвено за матен напад. Како да одговори црниот? Тој има два потези, или коњ од F на H6, или коњ 7. Во партијата беше коњ H6 и ќе го погледнеме и продолжението од партијата практично, но доколку играше коњ 7 со напад на дамата, прво би следало шах, топ H8, нели? И по кој H8, топ H8, значи привремено жртвуваше квалитет, црниот мора коњ G8 да затвори, но по дама H7 белиот напаѓа уште еднаш на G8. Повторно, црниот е изнуден да го игра продолжението крал F7, за да брани на G8 два пати, и сега белиот има два начини како да победи. Едниот е ловец B6, со напад на дамата и на топот, затоа што дамата има задача да го брани коњот на G8, а исто така и ловец D1, ловецот доаѓа на H5. Повторно, црниот е изнуден да го игра продолжението крал F7, за да брани на G8 два пати, и сега белиот има два начини како да победи. Едниот е ловец B6, со напад на дамата и на топот, затоа што дамата има задача да го брани коњот на G8, а исто така и ловец D1, ловецот доаѓа на H5. Значи, тоа е избор на црниот на кој начин сака да загуби, а по коњ од F на H6, што е играно во партијата, белиот удира со топ H6. Значи, повторно жртва на квалитет. Сега, доколку земе со коњ на H6, тогаш ловец земе на H6 и по GH6, топ H6 шах со неизбежното топ H8, што би следало и на потегот топ G7. Гледате, као црниот напаѓа дама, која што нема кај да бега, затоа што кралот е на G2, но топ H8 шах, шахот е најстар и победува белиот на крал E7, дама G7. А во партијата по топ H6 црниот зема со пешак, GH6, нешто следеше ловец зема на H6 шах, крал E7, сега дама H7 шах, кралот мора на 8 ред, крал E8, дама зема на G8 шах. Гледате, мала комбинација, црниот загуби коњ, но неговите проблеми продолжуваат. По крал D7 добива уште еден шах на полето H7, дамата да биде бранета од топот, за на дама E7 единственото да го има потегот ловец F8. Гледате, дамата нема кај да оди, мора да земе на H7 и по топ H7 крал C8 го губи и топот на A8 и останува со два ловци помалку. Значи, навистина импресивна победа за водство од 3-0 во мечот помеѓу Капабланка и Маршал, играна во Соединетите Американски држави 1909 година, меч кој што младиот Капабланка ќе го победи со 8-1 во победи и со што ќе се стекне со меѓународна слава и надвор од границите на американскиот континент. Почитувани, верувам дека уживавте во овие две партии од творештвото на младиот Капабланка. Тоа би било се за денешната емисија, почитувани слушатели. Говоревме за третиот во историјата на шахот светски шампион Раул Хозе Капабланка, но со него ќе видиме и во следното издание на шаховската емисија, каде што
Ке говориме за Капабланка како зрел шахист со своите успеси на турнирите низ Европа и низ Соединените американски држави, за неговиот меч и освојувањето на титулата против неговиот претходник Емануел Ласкер во Хавана 1921 година, нешто за неговиот меч со Алјехин во Буенос Ајрес 1927 година и воопшто за неговото творештво и за неговите резултати. Значи, верувам дека Капабланка заслужува и две емисии, затоа што и покрај тоа што јас имам особена слабост кон него, како мој практично шаховски идол, од чишто партии сум учел, сум научил се, затоа што неговиот стил е многу податлив, многу е поучен за учење, затоа што се смета за кристално јасен, толку логичен стил, поготово за позициона игра, особено за позициона игра, значи што секому топло препорачувам да учи од партиите на Капабланка, секако дека ќе го подобри многу своето поимање на шаховската игра и особено на стратегијата. Значи нешто што не му било природно дадено, но да оставиме да поразговараме повеќе за тоа во следната емисија, како и тоа дека мене ми се посреќи 90-тите години да учествувам на 3 пати да учествувам на меморијал на Капабланка, што посебно се разбираме чини горд. Нели, кога некој ви е идол и кога толку го сакате тој шахист, да успеете некогаш да ви се посреќи да учествувате на неговиот меморијал, тоа е наистина ретка среќа. За сега, пријатно, ве поздравувам, посакувам се добро, бидете со нас и следната емисија, следната седмица, во истото време, ќе продолжиме со разговорот за шаховскиот гений Ерал Хозе Капабланка.